Почитуван председавач на ОПСЕ, министер Бујар Османи, почитувана генерална секретарка на ОПСЕ Хелга Шмид, почитувана председателка на парламентарното собрание на ОПСЕ Пија Каума, ваши екселенции, дами и господа, драги пријатели. Ми представува чест и задоволство да се обратам на 30-тиот министерски совет на ОПСЕ во нашиот главен град Скопје. Северна Македонија е позната по гостопримството и искрено се надевам дека вашите впечатоци овие денови ќе го потврдат тоа. Вложивме големи напори за да овозможиме продуктивен амбиент за овој еминентен собир на министри и високи представници на 57-те земји учеснички и 11 партнери за соработка, како и на генералната секретарка Хелга Шмид и представниците на секретаријатот, парламентарното собрание, автономните институции, теренските мисии, специјалните представници на председавачот, како и на меѓународните организации и други релевантни учесници. Ова настане кулминација на нашето овогодишно председавање со ОПСЕ, кој и во редовни околности, верувам ќе се сложите, не е лесен ангажман. Но кога во декември 2020 година со консензус ни беше доделена честа да управуваме со оваа најголема регионална безбедносна организација, тешко е кој можеше да предвиди дека пред нас ќе имаме вакви турбуленции и предизвици во регионот на ОПСЕ и пошироко. Како во поглед на тешкиот геополитички контекст и ескалацијата на безбедносните предизвици, така и во однос на функционалноста и иднината на самата организација. Визијата на ОПСЕ како платформа за кооперативна и сеопфатна безбедност беше сериозно тестирана во реалноста, а најмногу директно почувствувана од украинските граѓани. Воената агресија на Руската Федерација против Украина продолжи со несмален интензитет и разорувачки последици, потврдувајќи ја својата неоправданост и неправедност. Секој изминат ден и изгубени животи се сурова потврда на оцената дека воената агресија представува акт на флагрантно кршење на повелбата на Обединетите нации, принципите и заложбите на ОПСЕ, како и основните премиси на меѓународното право, но пред се на вредностите на хуманоста. Народот на Украина заслужува мир и војната мора да запре. Постигнувањето праведен и одржлив мир останува императив. Оваа војна продолжува да ги подкопува и темелите на ОПСЕ. Затоа, како клучно безбедносно прашање на нашиот регион и пошироко, централен приоритет за нашето председавање беше и останува да биде обезбедување суштинска поддршка за Украина и незиниот народ низ димензиите на ОПСЕ. Истовремено во рамки на нашето председавање должно внимание се даваше и на сите замрзнати конфликти и регионални нестабилности низ ОПСЕ регионот. Тоа е процесот за решавање на Транснистрија, ситуацијата во Јужен Кавказ и кризата во Нагорно Карабах, тензиите на северот на Косово. Иако е надвор од непосредниот ОПСЕ регион, секако, особено загрижувачки и со потенцијални широки импликации, е и неодамна разгорениот конфликт на Блискиот Исток. Оваа комплексна и нарушена безбедносна средина сериозно ги разниша довербата и диалогот, кои се основни столбови на оваа организација. Доведе и до исклучителна неизвестност со блокади околу буџетот, изборот на следен председавач и на клучните раководни функции, дури до мера да се слушаат прашања за основата на постоењето на ОПСЕ. Дами и господа, за момент да ги ставиме настрана националните агенди, за кои меѓу другото, верувам дека најдобро можат да се реализираат преку мирољубива соработка во еден мултилатерален систем базиран на правила и почит на основните вредности и принципи. Ниту една земја, без разлика на големината и силата, во денешно време, на долг рок, не може да просперира во изолација, ниту пак сама да се справува со комплексните предизвици на 21. век. Северна Македонија како силен поддржувач на мултилатерализмот и директен корисник на улогата на ОПСЕ при спроведувањето на демократските реформи и унапредување на состојбите во разни области, е цврсто уверена дека оваа организација е способна да направи разлика на терен. Тоа може да се потврди и преку пример од македонското општество, каде демократскиот изборен процес неминовно е поврзан
со наблюдувачките мисии на ОПСЕ одихара. Токму и нашето мото за време на председавањето, за луѓето се работи, го рефлектира тоа уверување. Долготрајните дискусии во меѓународните форуми не треба да бидат апстрактна конструкција, туку да водат кон конкретни решенија кои имаат придобивки за граѓаните. Истовремено, кога е потребно, оваа организација игра важна улога во задржувањето на дипломатијата како алатка за обезбедување мир и спречување на војната и страдања. Северна Македонија, иако не беше директно дел од војните што уследија по распадот на Југославија, сепак во декадите по независноста беше соочена со голем број предизвици како на домашен, така и на надворешно политички план. Ниту еден процес на созревање го чекореше долгиот и не секогаш рамен пат на меѓународно етаблирање и за членување во различни мултилатерални организации. Тоа понекогаш подразбираше тешки, компромисни одлуки, но вистинското лидерство подразбира континуирано барање решенија и прогрес. Така, од корисник на безбедносни и превентивни мировни мисии, денес Северна Македонија е препознаена како фактор на стабилност и активно придонесува за безбедноста во регионот и пошироко. Имајќи го предвид сето ова, признанието што токму ние денес сме домаќини на Министерскиот совет на ОПСЕ е дотолку позначено. Истовремено тука и желбата да возвратиме на организацијата, која и со својата теренска мисија од 1992 година до денес дава свој придонес во напредокот на нашето вибрантно, инклузивно и разнолико демократско општество. Почитувани присутни, се надевам дека се евидентни нашите честни напори за силно, проактивно, ангажирано и компетентно раководење со ОПСЕ, водени од стремежот да дадеме свој карактеристичен и препознатлив придонес во процесите на остварување на поголема стабилност на поширок план. И натаму истрајуваме на нашата основна определба, што е единствен пат напред, да се поттикне инклузивен, суштински и отворен диалог заснован на основните принципи на мултилатерализмот и во срцето на нашата организација. Во остварувањето на вака зацртаната цел, работевме напорно во тесна координација со секретаријатот на ОПСЕ и институциите на ОПСЕ, парламентарното собрание на ОПСЕ, теренските операции и специјалните представници и на прво место, секако, со земјите учеснички. Би сакал да им се заблагодарам на председавачот, министерот Бујар Османи и неговиот тим за неуморната посветеност и пожртвуваност во текот на председавањето. Им благодарам на сите останати вклучени во процесот, им благодарам на сите оние кои учествуваа во организацијата на овој исклучително значаен и најголем настан во историјата на нашата држава и ви посакувам успешна работа во предстојните 2 дена, со исход кој ќе овозможи излез кон помирни води. Сите ние во ОПСЕ имаме потреба од мир, стабилност, обновена доверба и соработка. Историјата ќе не суди по нашите дела. Ви благодарам.